Почитувани, вложените напори за заштита на државните и национални интереси вродија со плод. Политичкиот отпор на ВМРО-ДПМН и 80-дневните најдолги и најмасовни протести на стотици илјади граѓани низ целата држава резултираа со неопходните гаранции дека нема да се наруши унитарниот карактер на мултиетничка Македонија. Огромен придонес во тоа имаше и председателот Ѓорѓе Иванов, кој со својот принципиелен став не отстапи и се бореше да обезбеди сигурност дека иднината на земјата нема да се крои врз основа на туги декларации или платформи. Целата јавност беше сведок на постизборната измама, преточена во тиранската платформа која стана основа за формирање на идното парламентарно мнозинство и представуваше ризик за иднината на Македонија. Реализацијата на елементите од тиранската платформа, за кој Зоран Заев изјавуваше дека имал позитивен став кон нив, значеше директно загрозување на мултиетничкото општество какво што го градевме и претварање на државата во бинационална. Таа опасност беше реална и затоа народот остро реагираше. Народот се спротистави на сите најави за менување на банкнотите, двојазичноста на униформите и најавите дека Македонија ќе биде прогласена за геноцидна држава. На сите овие сценарија реагираше и ВМРО-ДПМН. Иако победивме и ја добивме поддршката од граѓаните на декемвриските избори, на СДСМ му понудивме да ја отврли платформата со што ќе ја добиеше нашата поддршка за формирање на влада. Тоа не се случи. СДСМ ја отврли понудата на ВМРО-ДПМН и ја пролонгираше политичката криза. Неодговорно и деструктивно однесување на СДС кулминираше со политичко насилство при обидот да го изберат Талат Џафери за председател на Собранието на Република Македонија, со што СДС ги погази и уставот, и законите, и деловникот за работа на Собранието. Доколку Зоран Заев собереше храброст и порано се оградеше од тиранската платформа, Република Македонија не мораше да ги минува и овие месеци во политичка криза. Доколку Зоран Заев порано ги дадеше гаранциите кои ги побара председателот Ѓорѓе Иванов, досега ќе беа деблокирани сите процеси и ќе имавме и локални избори. Денешното добивање на мандатот е само затруен плод на затруено дрво. Почитувани, од денес натаму и СДСМ и Зоран Заев ја имаат целата одговорност. Тие го контролираат парламентарното мнозинство и од нив зависи формирањето на идната влада. Зоран Заев е првиот мандатар кој потпишува гаранции дека нема да ги наруши највисоките државни и национални интереси. Тоа не било побарано ниту од Бранко Црвенковски, ниту од Хари Костов, ниту од Владо Бучковски. Тоа доволно говори за сериозноста на информациите кои предупредуваа на ризикот со кој што се соочува Македонија. На гаранцијата која Заев ја потпиша денеска, не се потпишани првите луѓе на партиите на албанците, кои му ја дадоа нивната поддршка. Во име на актуелното парламентарно мнозинство е потпишан само Зоран Заев. ВМРО-ДПМН знае колку тежи зборот на Зоран Заев. Безброј пати Заев едно зборувал, а друго правил. Безброј пати Заев едно ќе кажал вечерта, а веќе другото кажува следниот ден. Затоа ВМРО-ДПМН будно ќе ја следи неговата работа и нема да дозволи од какви било причини да отстапи од гаранциите кои што ги даде. Почитувани, дозволете на крај да им честитаме на граѓаните што беа истрени во своите барања да се обезбедат гаранции за интегритетот и суверенитетот на Република Македонија. Тие се вистинскиот владетел во оваа земја. Знаеме дека мнозинството граѓани гласеа за програмата на коалицијата за подобра Македонија. Знаеме дека таа поддршка се зголемува откако сите ја видеа деструктивноста на СДСМ и дека Зоран Заев има сосема други приоритети од приоритетите на граѓаните. Затоа остануваме на ставот дека потребни се нови, предвремени парламентарни избори на кои што ќе се слушне гласот на народот. Ви благодарам на сите за вниманието.